Ова е местото каде што синоќ се случи трагичната несреќа на главниот пат во Кичево, при што на местото на настанот загинаа 3 лица. Ndodhem në rrugën magjistrale të Kërçovës pikërisht ku mbrëm ndodhi një aksident tragjik. Në këtë aksident u përfshin 3 vetura dhe humbën jetën 3 persona. Ky vend ku ndodhemi ne është magjistralja e cila kalon përmes Kërçovës, ndërsa vendi quhet tek Bunari i Seferit. Kërçovarët e dinë se ky vend tani më njihet për aksidente të shumta, të cilat përfundojnë me fatalitet. Во извештајот на секторот за внатрешни работи Охрид се објавени идентитетите на 3 жртви. На местото на настанот починале возачите ЗД и ХЕ, а со патничката од патничкото возило Опел БЕ од Гостивар била пренесена во медицинскиот центар Кичево, каде починала. Од страна на лекар констатирана била смртта, по наредба на јавен обвинител, телата на починатите се предадени за обдукција. Според полицискиот извештај, во сообраќајката учествувале 3 автомобили, Мерцедес, Форд и Опел. Во оваа несреќа се повредени уште 8 лица, меѓу кои децата на починатите сопружници. Првото возило биле вкупно 6 лица, од кои 2 сопружници се на лице место починати. Тие биле странски државјани со потекло од нашиот град. Исто така во нивното возило имало и 3 деца, нивни деца биле, малолетни деца се сите, 2013, 2016 и 2021 година родени, и во нивното возило имало и уште еден повозрасен родител, мајка на еден од починатите. 20 сопружниците, како што ви кажав, се починати на лице место. Повозрасната жена е во стабилна општа состојба, меѓутоа со потешки политрауматски повреди на лакто и на подколеница. Транспортирана е со болничко возило и екипи во градска болница Свети Наум Охридски во Скопје, а 3 деца се најпрви стабилизирани, поставени се интравенски линии, поставени се РВИ, и 3 деца се однесени во Скопје со болничко возило. Примени се 3 деца на клиниката на универзитетската клиника за детска хирургија. Едно од децата е во потешка општа состојба. За овој тежок настан што го потресе Кичево зборуваше и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, кој рече дека според информациите што ги поседува, големата брзина била причина за сообраќајната несреќа. Согласно првичните информации кои што ги добив, станува збор за огромна неприлагодена брзина од страна на еден од учесниците во сообраќајот, кој што нажалост е починат. Од јавното обвинителство соопштија дека се прибавени сите потребни докази за докажување на причината за несреќата, додека телата на починатите по наредба на обвинителството се предадени за обдукција.